Поштувани гледачи, добар ден. Ве поздравуваме и во ова ново издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе го задржиме вашето внимание со она тема за која што ќе разговараме во студиото. Со мене веќе е одговорниот доктор кој што ќе говориме на тема катаракта. Тоа е доктор Душан Кемера, кој што е очен хирург и ни доаѓа од Центарот за очи визија. Се надевам дека ова е една тема која што ги засега малце повозрасните граѓани и се надевам дека ако има некој кој што ќе се препознае во темата или пак за оние симптоми за кои што ќе говориме и за проблемот катаракта, ќе може и да ни се приклучи во нашиот разговор, да побара некое мислење или да постави некое прашање. Тоа е вака како за најаве на почеток, меѓутоа би побарала од режија први да ги погледнеме покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин, а потоа ќе се вратиме повторно во студиото. Комплетен преглед и диагностика на сите органи и системи во телото, а со тоа и соодветна персонализирана терапија, која успешно и трајно ги решава здравствените проблеми или состојби. Ова можете да го добиете во Центарот за биоинформатика, каде можете да го закажете својот термин и да имате увид на целосната ваша здравствена состојба, а услугата ќе биде изведена на максимален брз и професионален начин. Одговорни во Центарот за биоинформатика се Татјана Илиевска и Кристијан Давидовски. Студио Карпино, лулка на енергијата, водечко студио за масажа, физиотерапевски и козметички услуги, лоцирано во срцето на Скопје. Нуди прекрасен амбиент, безпрекорен квалитет, преку 20 типови на масажи, третмани за лице и тело, а ќе ве пречека експертски тим со нивната љубезност и професионалност. Превентива 99 е специјалистичка ординација по физикална медицина, која нуди многу третмани и прегледи за сите дегенеративни проблеми со рабетниот столб и екстремитетите. Ехо прегледи, шок-вейв терапија, декомпресиона терапија и многу други професионални третмани со доктор Симона Ристовска, специјалист по физикална медицина. Атиккор, ординација доктор Наумовски, е првата приватна ординација со кардиологија и интерна медицина, основана од доктор Јосиф Наумовски. Нуди специјалистички прегледи, ехо прегледи на срце и внатрешни органи, ехо на штитна жлезда. Ординацијата се наоѓа во близината на грчката амбасада, а одговорен доктор е доктор Круме Наумовски, специјалист интернист. Квалитет и иновативност, почит кон природата и човекот е мотото на Ербено Били, каде модерната наука и најстарата традиција на билки спагирика достигнуваат совршен квалитет. Вегански, органски, италијански растителни производи за многу здравствени придобивки. Ербено Били. Купете и почувствувајте го нивниот бенефит. Да, тоа беа покровителите на 10-та јубилејна сезона на Ваш термин. Значи, како што напоменав и на почетокот, ќе повторам пак, говориме на тема катаракта, одговорен мој денешен соговорник, доктор Душан Кемера, кој што е очен хирург и ни доаѓа од Центарот за очи визија. Добро дојдовте. Добро, благодарам на поканата, добар ден. Так, кажав дека ќе говориме на тема катаракта, нешто што ги засега повозрасните, обично, па ќе проговориме која е таа возраст подоцна во разговорот. Тука ќе предложам заедно да погледнеме еден прилог кој што е подготвен токму на оваа тема, па ќе се вратиме во студиото за да започнеме да говориме на темава и да ги одговориме сите оние прашања кои што треба во однос на симптомите, третманот, диагностиката, како оди потоа оперативниот запад и така натаму. Секако. Може од режија да го пуштите.
Катаракта се нарекува поматнувањето на природната леќа на човекот. Леќата е расположена зад зеницата и нејзината функција е сврзана со фокусирањето на различни далечини и добивање на јасна слика. Поматнувањето на леќата води до растејување на светлината, замаглување на видот и постепено намалување на видот. Катарактата во најчест случај е промена на структурата на леќата од возраста. Со текот на времето стареат структурите на леќата, се променува составот на истата и таа ја губи прозрачноста. Во овој случај видот намалува постепено во времето. Ова е најчестиот вид на катаракта сврзан со возраста. Освен возраста, како фактор за појава на катаракта, може да биде и вродена, конгенитална, како и да се појави врз основа на удар, травматична, поствоспаление на окото, компликата или поради присуство на друго основно заболување, патолошка. Како симптоми на катаракта може да се појават двојно гледање, замаглен вид, тешко или бледо распознавање на боите, посебно на сина боја, потешкоти со видот во вечерните часови или ноќно слепило, орел или оцјај околу светлите предмети, честа промена на контактните леќи или број на очила, губење на чувство за длабочина, умор на очите и главоболки. Типот на катаракта се определува според делот на леќата кој што е замаглен и според времето кога дошло до замаглување. Единственото лекување на катаракта е оперативно. Катарактата не се лекува со лекови. Единствена метода е хируршка интервенција. Единствената метода е да се отстрани потемнетата леќа и да се замени со имплант, интраокуларна леќа, која ќе ја врши нејзината функција и која останува за секогаш во окото. Периодот на закрепнување е мошне краток. Кај методите со широк рез, закрепнувањето може да потрае. Малиот рез, кој се прави со примена на факометодата, ја забрзува рехабилитацијата на видот. Периодот на закрепнување е мошне краток. Кај методите со широк рез, закрепнувањето може да потрае. Малиот рез, кој се прави со примена на факометодата, ја забрзува рехабилитацијата на видот. Тајве сме повторно назад во студиото да го започнеме разговорот. Прилогот ни посочи или накратко што е тоа катаракта, кои се симптомите и така натаму. Меѓутоа ние затоа денеска тука го имаме во студиото доктор Душан Кимера, кој што е очен хирург, за да сите овие работи ги појасниме малку поопширно. Доктор Душан, ајде вака да ни објасните што е катаракта. Катарактата, како што видовме и од прилогот, представува едно заматување на природната леќа кај луѓето. Најчесто, најбројна е онаа популација постара, значи над 60 години, каде што се јавува тоа, така кажано, нели народно кажано, старечко перде. Постојат и други групи на луѓе каде што се јавува, како што се детската, вродената, конгениталната катаракта. Повредите исто во голем број овакво придонесуваат за создавање на катаракта. Се разбира, тука се и останатите заболувања, например диабетичната катаракта, бидејќи голем дел од популацијата боледува од тоа заболување, така да и таа завзема голема бројка. Но исто така е тука и фармаколошката катаракта, која што нели е од примена на некои лекови. Значи таа е тесно поврзана со овие хронични заболувања, нели како диабетисот и сето тоа. Така да ја имаме во еден број имаме и такви катаракти. Така да тоа е некоја груба поделба на катарактите кои што може да ги поделиме. Во суштина, што представува, што се случува кога имаме катаракта со видот? Видете, доаѓа што се случува во окото? Значи, самата структура на природната леќа се заматува. Значи, се заматува од причина една најчесто, ако немаме, нели, повреда или не. Тука една голема причина, најголема причина е сончевото зрачење, сончевата радијација.
Значи тоа е како еден заштитен механизам. За да го заштити внатрешноста на окото, да ја заштити од преголема светлина и преголема радиација, со текот на годините како заштитен механизам контрапродуктивен, нели, е заматувањето на самата леќа, нели. Тоа е еден механизам, ако кажеме, нели, природно. А другите механизми веќе ги кажавме, нели, повредата, самата повреда, допир на ткивото, тоа е траума на самото ткиво, па доаѓа до заматување. Исто така фармаколошките влијанија ја заматуваат леќата. Тоа е тој принцип кој што се случува и зашто доаѓа кај пациентите до намалување на видот. Така, значи едноставно се заматува леќата, се заматува природната леќа, незината транспарентност се губи и доаѓа до губење на видот, односно недоволно количество на светлина која што треба да дојде до рецепторите, онаму каде што позади на очното дно, и така се намалува видот и се губи сликата. Кои би биле симптомите? Од прилогот можевме да слушнеме одлично беше. Симптомите се најчесто замаглен вид. Тоа се првите симптоми. Сега све зависи од типот на катарактата, значи во кој дел на леќата ќе почне да се развива, така и пациентите го прикажуваат својот проблем. Значи знаат да бидат дупли слики, значи испресечени слики, може да биде целосно заматување, значи централниот вид да биде цело време присутен, пациентот да функционира, но катарактата периферно почнала да зрее, го оставила пациентот во некоја така привидност дека видот е добар и одеднаш кога доаѓа до заматување и на централниот дел. И тогаш пациентот вика, јас од пред 2 дена не гледам. Бил присутен проблемот, но таква била катарактата, му дозволила на пациентот одреден период да гледа убаво централно, не приметил дека периферијата е зафатена. Имаме и таков тип на катаракта. Имаме катаракти кои што зреат со различен интензитет. Така, некој побрзо, некој поспоро? Некој побрзо, некој поспоро. Кај некого тоа заматување може со години да биде, а кај некого знае за неколку месеци комплетно да го зафати целосно видот. Значи интензитетот е различен. Контраста е различна. Значи нијансите на бои се губат. Значи пациентите различно ги перцепираат боите. Секако катарактата и не созрева подеднакно во двете очи. Најчесто е тоа едното око, па потоа и другото. Секогаш први едното го зафаќа? Не може двете наеднаш? Има случаеви кои што не се и така ретки, ги има, но најчесто со различен интензитет овакво созреваат едното и другото око. Така. Значи секогаш први почнува на едното, па потоа се префрла и на другото. Така. Обично како оди диагностиката? Диагностиката оди, пациентите сами забележуваат најчесто, но не секогаш овакво доаѓаат на време. Значи заматен е видот, па секогаш како што кажавме, едното око е повеќе, другото око е помалку, се служат со она око кое што им е добро, додека дојде кај нас за преглед, веќе и двете очи се солидно зафатени. Диагностиката е со еден основен офталмолошки преглед, едноставна, значи во било која очна ординација катарактата може да се диагностицира. Ја диагностицираме со помош на одредување на острина на видот, значи и со нашиот основен апарат, биомикроскопот, можеме да видиме типот на катарактата, каков е, што е, во која фаза е, кога треба да се оперира и така. Кога велите кога треба да се оперира, што би значило тоа? Дали треба да се почека катарактата да созре? Како оди процесот, ме интересира? Процесот е, значи,
Во денешно време имаме многу понови методи. Секако старите методи не се напуштени. Значи не смееме и тоа да кажеме, мислам да спопнеме обавезно. Со новата метода, факоемулзификацијата. Така. Со нејзе можеме многу порано и попожелно е порано да го извршиме оперативниот зафат. Ако порано се велеше дека треба да созрее, Така. да се почека, денеска не е така. Значи имаме границата се намалува од 60 години, имаме и доста помлади пациенти кои што катарактата е многу порано ја добиваат, секако како последица на начин на живот и обкружени со доста техника, технологија, која што го продуцира она зрачење кое што го спомнав. Мораме на тие луѓе да им овозможиме нормален живот. Значи, има професии каде што видот е неопходен и мораме да го вратиме. Ако е и малку нарушен, треба да го вратиме во состојба каде што пациентот нормално ќе си ги извршува своите обврски животни и работни, нели? Така да факоемулзификацијата е препорачена да се направи кога пердето не е толку зрело. Така. Кога сме дојдени во ситуација каде имаме презрело перде, пациентот не се не се оперира? Не. Тогаш старата метода, екстракапсуларната екстракција, тогаш се применува по старата метода. Да, е се уште многу добра солуција за изведување на операција на катаракта. Така да и едната и другата метода си имаат примена на различни катаракти. Така да ние во нашиот Центар за очи и визија ги изработуваме двата типа на... Значи ја применувате и старата метода и новата. Точно. И факоемулзификација и екстракапсуларната екстракција на катаракта. Што би значило сега, која е разликата со старата метода, што се презема, а што со новата? Можеме да најдеме некоја разлика? Јас не би навлегувал нешто многу какви се методите, значи едноставно начинот на пристапно изведување на операцијата? Што е подобро за пациентот во моментот. Затоа што едната метода е контраиндицирана за некои типови на катаракта, другата метода е подобра за тие типови, така да се одлучува она што е подобро за пациентот. Значи, кога што ве разбрав, ако повеќе созряно пердето, тогаш ја употребувате постарата метода, а кога е нели она како што треба созряно во нормални, како да кажам, размери, тогаш се употребува факометода. А резултатот е ист. Резултатот добиваме ист резултат, задоволен пациент. Тоа би значило вградување на вештачки леки? И со едната и со другата метода неопходно е да се употребат импланти вештачки кои што се доста биокомпатибилни. Значи, технологијата е отидена доста напред. Јас не памтам некој имплант да не бил овакво прифатен од пациентот. Тоа е во денешно време стварно бројка која што не знам точно овакво на светско ниво, но е минимално нешто. Јас до сега не сум имал такво нешто. Така да леките се тотално биокомпатибилни имплантите и нема никаква опасност од нивно имплантирање. Остануваат цел живот во окото, со убава пресметка, значи неопходно ни е претходно да направиме добри калкулации и пресметки, за да ја погодиме точната бројка на леќа и да имплантираме онаа која што е за тоа око соодветна. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи говориме на тема катаракта, доколку имате некое прашање или нешто повеќе да дознаете, ако имате некој ваков проблем, нешто не ви е јасно или некој од овие симптоми, тогаш може да не консултирате, да се приклучите во нашиот разговор. Се разбира, со мене во студиото е доктор
Душан Кемера, кој што е очен хирург и не доаѓа од Центарот за очивизија, ќе може нели да ви посочи што и како да преземете или каде да се обратите. Доктор Душан, обично кога го слушавме прилогот се спомнуваше помал рез, поголем рез. Што би значило тоа? Односно, помалиот рез е оној рез кој што го користиме за факоемулзификација, значи за онаа понова метода. Значи за поновата метода се користи помал рез. Да, резот е доста помал. Некаде ние користиме рез од 2,2 мм. Премногу мал рез. Низ кој се влегува со сонда. Така. Со помош на ултразвук се разбива природната леќа, се аспирира и на нејзино место се имплантира, значи во нејзината капсула, во нејзината врекичка, каде што е содржината на самата леќа, таа ја оставаме недопрена, треба да биде, и внатре да имплантираме леќа. Истото го правиме и со другата метода, каде што резот е малце поголем. Имаме, не треба да разбиваме леќата, туку ја вадиме цела, бидејќи е таа тврда, компактна, и на ист начин имплантираме леќа во самата врекичка, која што е останата празна. Тоа би значило само околу резот, значи побрзо опоравувањето оди со новата метода, а малку тука е некаде. Тука е некаде. Колку обично трае оперативниот зафат? Оперативниот зафат трае околу 15 на минути. Оперативниот зафат, што е многу важно, нели, е во една локална анестезија. Немаме нели целосна анестезија, општа анестезија. Пациентот многу лесно потоа комуницираме за време на операцијата, разговараме. Така да после операцијата пациентот станува на нозе и си оди, што е многу важно, што не можеме да го кажеме за многу медицински процедури. Така, тоа значи дека со видот нема никаков проблем после операцијата? Видот, значи, дента, тој ден после операцијата ние превентивно го затвораме окото, нели, со преврска. Се користат капки, но од утре дента може да си го отвори окото и да се користи. Во текот на денот е окото затворено, меѓутоа веќе идниот ден, значи окото е отворено и може да се не целосно да се опуштиме, нели, секако имаме, сепак е операција. Мора малце неколку дена да внимаваме. Имаме терапија препишана, капки, но пациентот си оди дома и овакво видот постепено во наредните денови си доаѓа, бидејќи нели да легне све на свое место. Дури пациенти има кои што и веднаш се видливи моментите. Колку позрела била катарактата, толку ефектите се видливи веднаш, нели? Бидејќи од воопшто, од целосно губење на вид, кога барем малце ќе се врати, пациентите се многу позадоволни. Што обично им препорачуваат од кога ќе се случи операцијата? На што најмногу да внимаваат следните неколку дена? Што би можело така да наштети? Дали можеби јака светлина, сонце? Ние препорачуваме да се носат темни наочари за сонце, не само после операцијата. Значи, препорачуваме, ние како офталмолози секогаш препорачуваме да се носат кога има сонце. Темни наочари за сонце, кога има сонце. Така да истото го препорачуваме и после операцијата. Темни наочари за сонце кога се излага надвор. Не мора тие да се дома? Не, дома не. А за дома што се препораките, што може да штети? Може да штети директно деновите неколку после операција, не се препорачува влажнење и миење на окото директно со вода. Значи доволна е терапијата и капките кои што се примаат постоперативно, така да избегнуваат кревање на тешко тие неколку дена. Нема потреба. Може, значи малце да одморат после. Значи сепак да 2, 3, 4, 5 дена да бидат малце стварно повнимателни. Ајде, имаме гледач на линија да слушнеме. Добро вечер, повелете, добар ден. Добар ден, Виолета од Дестрина Гиживка.
Ве поздравувам и Благодарам. тебе и докторот. И Благодарим. сакам да го прашам и да слушам целата емисија, само ме интересира после операцијата на катарактата пациентот што може и колку може да работи или да не работи. Да, еве баш токму на тоа прашање одговаравме, Да, во меѓутоа тој момент се уклучив. да, еве сега останете покрај тебе приемникот, доктор Кемера ќе објасни во што смеа, што не смее, баш нешто Дали може спомна. да дига тешки работи, Така, полесни, како да... Так, Сите тие секако. работи ме интересуваат. Секако дека треба да се внимава. Еве останете со нас, уште еднаш доктор Кемера ќе повтори што треба и како да постапувате Благодарам. после оперативниот захват. Значи, веќе спомнавме, Посочивме, да, да, меѓутоа- посочивме, но да повторам. Значи, најчесто контролите после операција ги закажуваме некаде 7 до 10 дена постоперативно. После таа контрола, ако е све во ред, на пациентите им кажуваме дека можат да се однесуваат како да не се оперирани. Да си го мијат окото со вода, да работат, да гледаат телевизија. Сите оние обврски кои што ги извршувале претходно да си ги извршуваат. Значи, тој период од 7 до 10 дена го оставаме и на првата контрола, овако, ако е све во ред, им кажуваме на пациентите дека можат да се однесуваат така. Така да пациентот после операција ќе не има sme. контрола, Така, значи, да. да потенцираме не се уште еднаш, не sme препорачува да дига тешко, да не крева тешко, да не да се избегнува изложува. пареа, Така. значи Да не ги мие очите да со ги не ги вода. мие очите со вода, си има соодветна терапија која што се става, така да тие 7 дена би биле препорачани да малце се едноставно Да се одмори, припазат, да така. се припази. Така. Да. Значи, во секој случај, претпоставам дека ви посочи доктор Кемера што значи, уште еднаш ќе повториме, доколку не слушнавте, значи да не се дига тешко, да не се мијат очите со вода, доволна е терапијата што е пропишана нели после оперативниот зафат, кога ќе излезете надвор ако има сонце да користите темни очила, а и секако во домот да внимавате од еве како што посочи доктор Кемера и од водена парија, значи буквално така малку да одморите и да не бидете во контакт со некои работи кои што сте биле претходно во секојдневието. Сега, кога ќе се случи нели оперативниот зафат, кажавте дека леките се доживотно се носат, значи тоа е оперативен зафат кој што се прави еднаш и не се повторува, освен ако само не се прави на едното око, потоа треба на другото око. Да. Не се повторува, но постои една појава која што ние ја нарекуваме секундарна катаракта. Така. Тоа не е катаракта. Значи, тоа е заматување па сега на самата мембрана, на самата онаа врекичка која што ја спомнав неколку Така. пати, каде што лежала самата леќа, природна леќа. Се заматува од истата причина. Значи, од истата причина затоа што дошло до заматување на природната леќа. Затоа па не треба операција, не треба оперативен зафат. Тоа се решава многу едноставно во амбулантски услови. Таа мембрана се пробива со ласер и трае интервенцијата многу кратко. Не е па и појава која што е ретка. Добро. Се јавува кај некаде 20% од оперираните од катаракта. Значи да не се Да. грижат Значи, ако им да се не појави се такво грижат нешто после пациентите после, затоа што таа може да се јави од неколку месеци до неколку години по операцијата на катаракта. така. Значи не мора да се јави веднаш. Не може веднаш, да се меѓутоа. Може, од неколку месеци до неколку години во тој распон може да се јави. Значи да не ги било фаќа паника, тоа е нешто што е да. нормално. Тоа е нешто што е нормално, но се решава многу едноставно, многу брзо и ефектот е многу видлив. Така. Значи, едноставна е процедурата, многу брза и не треба никаква операција. Тоа е интервенција во Само мала амбулантски услови. Така. Сега сакав да прашам кога не може да се оперира катаракта?
Па нема некои причини кога не може да се оперира Дали ако е катаракта. премногу созреана не се оперира или кај Не, возрастни луѓе? не. Значи не се Секоја оперира, катаракта може да се оперира, секоја ако е катаракта презрена? може да се оперира, не е никаков проблем. Постојат некои моменти кои што не можат во моментот Добро. да се. Например, тука е глаукомот. Значи со покачен очен притисок не можеме да оперираме катаракта. Мораме да Да го го смириме стабилизираме, па да оперираме катаракта. Тука се и бројни инфекции. Така. Заболувања некои инфективни, конјуктивити, на окото, запушени дакриоцисти, запушени очни канали и сето тоа, каде што има некој агенс кој што при операција е ризично и можеме да го внесеме во окото и после да направиме поголем проблем. Значи, такви влијанија имаме, тие состојби влијаат. Значи први треба да се решат тие состојби да се решат на окото, некои па потоа. состојби, па после да се пристапи кон операција на катаракта. Значи, нема некоја катаракта која што не може да се изоперира. Без разлика колку и да е степенот на созреаност, значи може да се оперира. Да. Постојат ризик фактори, но дека не може да се оперира, не. Меѓутоа, ефектот од операцијата кај повеќе созреаната катаракта, предпоставам дека би бил помал отколку ако се дојде во на точно, ама затоа ги време. имаме двете методи. Затоа за некои овакво катаракти се користи постарата метода, каде што е поуспешна, нели? Така да нема некоја причина зошто да не ја оперираме катарактата. Единствена причина за да не се оперира катарактата е стравот кај пациентот, кој што е неоправдан, искрено. Нема потреба, после тоа викаат, па ова, нели, кај стоматолог вика повеќе боли отколку кај вас и така да тоа, да. Доктор Кемера, го кажавме многу работи, нели? Ја објаснивме и операцијата и постоперативниот период, кажавме дека нели тоа кога веќе еднаш ќе се оперира катарактата, леќата е трајна. Меѓутоа ме интересира оние луѓе кои што носат очила, дали после си ги носат истите очила, истиот диоптер или се презема некоја корекција? Па како што објаснивме на почетокот, предоперативно мора да направиме добра калкулација, односно тоа е очна биометрија. Добро. Да едноставно да земеме мерки, да земеме кој број на леќа треба да ја имплантираме. Добро. Самото око, како око, има моќ на диоптри некаде околу 60 диоптри. Самата корнеа, продзирниот дел од окото, има некаде околу 40 диоптри и леќата е некаде околу 20 диоптри. И сега предоперативно треба да одредиме кој број на леќа да ставиме во замена на природната леќа. Пациентот имал некоја диоптрија која што ја носел предходно и овако имаме можност таа диоптрија да ја намалиме. Добро. Значи, со земање на точна мерка, точна биометрија, ние имплантираме леќа каде што окото би го донеле приближно до 0. Ние секогаш тежнееме да го донесеме тука, 0, да биде диоптри. Така да тоа го правиме. Постоја софистицирани апарати со кои што ни овозможуваат да го направиме тоа. Така. Постојат неколку методи кај нас во очниот центар визија. Значи имаме ултразвучна биометрија и имаме бесконтактна оптичка биометрија, која што е многу поточна. Но ете пак морам да напоменам, колку порано дојде пациентот, кај многу зрелите катаракти, сепак мораме да користиме методата ултразвучна, бидејќи не може да пробие оптичката. А кај оние катаракти кои што се ние ги викаме, нели, баш на граница, каде што може да пробие апаратот, тука имаме прекрасни резултати со многу точни мерки и му овозможуваме на пациентот барем едната диоптрија, значи онаа диоптрија која што е за далеку, Така. да се избегнат наочарите за носење. Тука останува
диоптријата, презбиопната диоптрија, која што е за блиску, која што е поврзана со годините и со процесот на старење. Со нови методи кои што ги имаме, со нови интраокуларни леки, може да им се овозможи на пациентите да ги замениме и двете диоптрии, значи да може пациентот да гледа и надалеку и на блиску. Тоа е нешто најново сега што го имаме и секаде е тренд, но сепак пациентот треба да исполнува некои услови, мислам биометриски услови, самото око треба да е кандидат за таа леќа. Не може секој пациент, значи прво мораме да испитаме дали пациентот може кај него да се вгради таков тип на леќа и потоа, ако е кандидат за тоа, може да се пристапи и пациентот да се ослободи од двата вида на очари, и оние за далеку и оние за блиску. Постојат такви можности, но сепак, како што посочите, не може кај секој. Да. Го спомнавте глаукомот или очниот притисок, ме интересира колку тој, бидејќи, нели, кога одиме на очен лекар, нели, и ние што носиме, нели, очила за далеку, за блиску, ни проверуваат вид и секогаш проверуваат и очен притисок. Колку очниот притисок може да предизвика катарактата? Па не толку колку, не е поврзан, не е до толку поврзан, има влијание, бидејќи оние... Или може да забрза само? Може да забрза лекарствата кои што ги користиме долго години за глауком, тие овако може да предизвикаат. Конзерванси некои кои што ги имаат самите препарати, па после толку години користење кога го третирате, тоа третирањето со медикаментите може да предизвика. Ме интересира уште една работа, значи кога се оперирате од катаракта на едното око, подоцна се јавува и на другото, колку време треба да помине за да се оперира и другото око или нема тоа никаква врска? Па има. Би требало да се почека од еден период да видиме дека другото око... Колку од прилика? Како препорачувате? Препорачувам 1 месец да има најмалку. Значи сепак, да, да се одмори. Најмалку, да. Се случило и двете очи да ги оперирате веднаш? Не се препорачува. Не се препорачува. Значи сепак се препорачува пред едното, па да се опорави видот на едното око, потоа другото око. Добро. Нешто што е поспецифично, што не го споменавме за Центарот за очевизија? Па, Центарот за очевизија, овакво, катарактата, покрај катарактата исто, диагностички и хирушки се справуваме со глаукомот, така да и доста други процедури, како што се птеригиумот, халазионот, солзни канали, овакво, доста процедури, диагностички покриваме и предниот и задниот сегмент на окото, значи секаков вид. Минатата година прославивте јубилејот 20 години. Ви посакувам, нели, сето она што како тим го работите во Центарот за очевизија, да имате уште поголеми успеси, уште многу јубилеи да прославите, секако на оние на кои што им е потребно сето она што вие го нудите, а кажавте дека третирате многу проблеми со окото, не само оперативниот зафат од катаракта, да можат, нели, нашите гледачи или нашите граѓани, вашите, што се вели, пациенти, да добијат соодветна грижа за нивните очи во вашиот центар. Ви благодарам многу за денешното гостување. Ви благодарам и на вас за поканата. Соработката со Визија трае одамна и се надевам дека во некое следно издание пак ќе проговориме и за некој друг проблем кај очите, како што кажавте, ги има многу. Се разбира. Благодарам уште. Ви благодарам. Почитувани гледачи, тука некаде ќе ве поздравам и јас за денес. Ви благодарам за вниманието со кое што не следевте. Знаете дека емисијата оди репризни изданија, ќе можете да следите во текот на целата недела. Ви посакувам да имате добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време.